председателе, почитувани пратеници, заменик министер. Денес расправаме за предлог за заем од 25 милиони евра за ревитализација на хидроелектрани. Овој проект се изведува во 3 фази, од кои што 2 фази се веќе завршени од страна на ВМРО ДПМН. Третата фаза требаше да се заврши до 2020 година од страна на оваа влада, но еве сме 2023 година и стигнавме до тука да се задолжиме за да се дозаврши овој проект. Ќе го гласаме овој заем, но добро е македонската јавност да биде запозната за што се задолжуваме. Морам да напоменам дека при преземањето на власта од страна на СДСМ, ЕЛМ, јавното предпријатие, го презедовте со сметка со 25 милиони евра во девизи и 7 до 8 милиони евра во денари. Презедовте профитабилна компанија, која што само за 5 години ја претворивте во најголемиот загубар, што не може да си ги сервисира своите режиски трошоци. Доколку душмански него искрадевте оваа компанија, сега немаше да бидеме доведени да се задолжуваме за да се заврши оваа трета фаза од овој проект. Доколку душмански не крадевте, државата немаше многу од овие заеми што тука ги гласаме да се потребни да ги гласаме за да се задолжуваме. Една влада колку е успешна се гледа по тоа колку се задолжува. Македонија во 2023 година е проектирано дека јавниот долг ќе се искачи на 8,5 милиарди евра. Само за споредба, од осамостојувањето од 1990 до 2017 година, сите влади во Република Македонија задолжувањето или јавниот долг го искачиле на 4,7 милиарди евра. Сега, во овие 5 години, од 2017 година до 2022 година, оваа влада успеа да ја задолжи Република Македонија за 3,8 милиарди евра. Безмалку исто колку што сите влади до сега ја задолжиле. Зборувавте за од тука одговорницата во вашите реплики околу задолжувањето од ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН од 2006 до 2016 година вкупно се задолжило за 2,9 милиарди евра. Но тогаш се градеа 3 автопати, од кои што 2 се изградија, а еден остана половично изграден, кој што се уште е на тие 50%. Како што беше, така и остана. Се градеа гасоводи, се градеа школи, се градеа градинки, затоа што тогаш се имаше план и стратегија и правилно се инвестираа и се трошеа парите. Наспроти последните години, кога овие 3,8 милиарди евра испареа во воздух и никој ништо не виде дека се изградило или се подобрило. Покрај овие 3,8 милиарди евра што се само задолжување, потрошивте и 5 буџети во вкупна сума од 20 милиарди евра. Граѓаните со право се прашуваат каде се овие пари, затоа што живеат многу полошо од пред 5 години, кога вие пред да дојдете на власт ветувавте дека ќе донесете живот, дека ќе донесете правда, а сега после 5 години донесовте само арамилок и неправда. Душмански ја искрадевте државата, без грам човечност, дека граѓаните страдаат за некој да се богати. Неподносливо е да се гледа и да се трпи ова ваше темпо на задолжување, кое што сигурно води кон банкрот, односно дека
дека не е далеку денот кога државата нема да е во состојба да ги враќа позајмените пари од домашните и од странските кредитори. Годината што истече ја завршивте со 7,7 милиарди евра јавен долг, што е 60% од бруто домашниот производ. Ова е историски најголем долг, а дополнително на ова во оваа тековна 2023 година, согласно со проекциите во буџетот се планира дополнителни ново задолжување од 1,6 милиарди евра. Во време на владеењето на ВМРО-ДПМН јавниот долг и задолжувањето беше на многу пониско ниво, поради тоа доаѓаа странски инвестиции, отвараа фабрики во кои денес се вработени десетици илјади граѓани и овие инвестиции се двигател на економијата, како и на бруто домашниот производ и она што остана од тоа. Последниве 5 години поради лошото и криминално владење на ДУИ и на СДСМ ги нема странските инвестиции, нема нови фабрики и компании, затоа што никој не гледа стабилна влада и стабилна држава предводена од ова владино мнозинство. Никој не сака да инвестира во држава која што ја водат криминалци и од луѓе што ветуваат дека Google и Facebook ќе го донесат, но гледаме, но од нив нема ниту трага, ниту глас. Најголема странска инвестиција што бомбастично ја најавуваше вице-премиерот Артан Груби и на која дури поставија и камен темелник е фабриката за електрични возила која требаше да се гради во Тетово и требаше да вработи 900 нови работни места да отвори. Но од сето ова нема ништо и оваа фабрика остана исто како Facebook и како Google, некаде заглавена да чека да влезе во државата. Може би требаше да кажете дека ќе градите фабрика за измислени автомобили, а не за електрични. Но затоа деловниот простор во центарот на Скопје, во собственост на братот на вице-премиерот Артан Груби, со површина од 127 квадрати и вредност од околу 500.000 евра, не... Оставите го Артан Груби, држите се на темата. Договор за заем за финансирање. Држите се на темата. Мене ми е должност да ви информирам дека не говорите по точката од дневен ред. Тоа деловникот ми го дава за право. Ќе ве молам да не ме прекинувате и да ме слушате што имам да кажам. Доколку слушавте и слушавте се она што има да го каже опозицијата, немаше да сме доведени до оваа состојба сега да се задолжуваме. Затоа ќе ве молам да ме слушате и да не ме прекинувате. Значи, реалност е дуќанот или деловниот просторот, братот на вице-премиерот Артан Груби. Колку и да сакате вие, подпредседатели, да го скриете тој факт и да не прекинувате, реалност е дека во оваа држава некој се богати екстремно, а некој страда. Фабриката во Тетово ја нема, но нема вработување за 900 нови семејства, но затоа има деловен простор во центарот на Скопје на улица Македонија. Поради овој и слични вакви скандали, еден од сличен ваков скандал е инвестицијата на сопругата на премиерот со уште 4 косопственици, каде што инвестираат 1,4 милиони евра во компанијата Сол Груп 5 до Скопје за изградба на фотоволтаична централа во Радовиш. Сето ова, заради ова, никој не сака да инвестира во Македонија, затоа што знаат дека за своите пари ќе си купат проблеми. И наместо да се занимаваат со компанијата што треба да ја отворат тука, да се занимаваат со профитот што треба да го направат тука, знаат дека ќе треба да се занимаваат со тоа колку провизија ќе треба да им се плати на премиерот, на вице-премиерот и на сите останати. Поради тие причини никој не инвестира во Република Македонија и затоа нивото на странски инвестиции ни е на најниско ниво. Сето ова е нотирано и во извештајот на Државниот
Завод за ревизија, каде што и вчера зборував дека плаќаме камати на проекти што не се завршени, затоа што средствата остануваат неповлечени, проектите неизградени, меѓутоа камати... Реплика Коре Чаркчиев.